Закана за тужба пред македонските, па дури и пред Европскиот суд за човекови права. Првиот човек на бугарската фондација Македонија, видно вознемирен од прилогот на ТВ Алфа, кој обелодени дека оваа организација од кога е формирана шири идентизам и говор на омраза против Македонија и единствена цел е бугаризација на нашето општество. Ја извести в ТВ Алфа дека имаат 7 дена да го симнат материјалот. Ако не го сторат тоа, моите адвокати ќе поднесат случај за клевета кој ќе го добијам, ако не во Македонија, тогаш пред Европскиот суд за човекови права. Парите што Алфа ќе ми ги плати за клевета ќе ги искористам за каузите на фондацијата. Ќе ми биде задоволство да ги финансирам нашите иницијативи во Македонија со парите од Алфа. Виктор Стојанов ке тужал зашто фондацијата наводно не промовирала територијални претензии кон Македонија. За нив не било територијална претензија тоа што на нивниот официјален Facebook профил тие постојано постираат содржини, како на пример оваа карта на која се избришани границите помеѓу двете држави, или оваа во која во описот пишува "Ке бидеме пак едно, за тоа работиме, за тоа живееме, за тоа се трудиме". Но фондацијата оди неколку чекори понатаму. Според нив и делови од соседните држави биле бугарски. Време е за убава бугарска победа над грците, а со уне бугарски. Пишува на социјалните мрежи во најава за фудбалски меч помеѓу Левски и ПАОК. Екипа на фондација Македонија патува кон бугарската општина Драгаш, Косово. Бугарски фолклор на Косово. Косово никогаш не било и нема да биде српско. Оваа невладина организација нашла бугари во Србија, во Албанија, па дури и во Романија, Молдавија и во Украина. Гагаузите се бугари и ние ќе помогнеме на децата во Молдавија и во Гагауската област во Украина да научат бугарски јазик. Пишува на нивниот официјален Facebook профил. Сепак, главниот фокус секако е Македонија, како што кажува и самото име. Освен ширење на говор на омраза на социјалните мрежи, тие работат и на терен. Во извештајот за сработеното, тие си напишале дека само минатата година нивниот председател Виктор Стојанов 46 пати ја посетил Македонија и бил во 50 населени места каде остварил над 1300 средби. Инаку фондацијата е регистрирана во семејна куќа во предградие на Софија и нема представништво во Македонија. Со тоа, освен серија закони кои ги прекршува со своето пропагандно дејствување, таа го прекршува и законот за здруженија и фондации.